used to think that I was strong. I realize now I was wrong. 'Cause every time I see your face, my mind becomes an empty space. Until you lie next to me, feels like I can hardly breathe. I close my eyes the moment I surrender to you. Let love be blind, innocent and tenderly true. So lead me through tonight, but please turn out the light, 'cause I'm lost every time I look at you. And in the morning when you go, wake me gently so I'll know that the love in you was not the truth. Love was not a and whisper softly what it means to be with me. And every moment we love will be a lifetime to my heart. I close my eyes the moment I surrender to you. Let love be blind, innocent and tenderly true. So lead me through tonight, but please, please turn out the light, 'cause I'm lost every time I look at you. Lost every time I look at you. Добро вечер, момци. О, пант, не залудно ве викаат. Како беше? Требаше од оваа страна да се завртам. Ова се трио джентълмен. Самиот потек со розата кажува се. Момци, звучите магично. Благодариме. Ај навикнати сте да го слушате ова, нели? Па така е. Секогаш убаво да се чуе повторно. Немој да бидете скромни, да ја поздравиме и дамата Елена Силјановска, таа ве прати на пијано. Ете така, сигурно е многу важно тоа што имате дама во вашето трио джентълмен, нели? Така е, апсолутно така е. Апсолутно. Маестро Силјановска е секогаш со нас, мора да напоменам. Навистина, сето тоа изгледа убаво и звучи прекрасно. Те поздравуваме, Елена, да се упатиме на местото каде што може, треба сега да разговараме вечерова. Повелете. Навистина сте уникатно трио и ова не е клише, ова не е лажна куртоазија, затоа што не секојдневно е да се видат тројца момци кои што пеат класична музика во поп изведба, познати песни и така натаму, во едно малку поинакво издание. Ајде да ми откриете сега, да не ве како во школа, да не ве прашувам,
која почна иницијативата за ова трио? Има некој таков или случајно? Најмалиот! Инаку мораме да ги представиме Дарко, Кристијан и Дејан. Дарко е најмлад, 86-та година е роден, за другите постарите не ги споменуваме кој кога е роден. Другите се поискусни само. Другите се само поискусни, инаку изгледаат еднакво како и Дарко. Да, ова може и помудри. Да. Како дојде на идеја за вакво нешто? Па, не случајно, ете, илдиво се, Па да, изгледа да така звучите така. да, апсолутно. Илдиво се тие кои што ме поттикнаа да го направиме ова на нашиве простори, бидејќи сметам дека фалеше на македонската естрада нешто вакво, затоа што несомнено е веќе скоро 14 на 15 години, они се, мислам дека број еден во светски рамки со тоа што го прават, нели, поп класика. Тоа се светски познати, нели, поп евергрини, испеани во малку поинаков класичен аранжман. И нема кој не сака да го слуша тоа. Навистина е уникат и универзално. Предпоставувам. И ти доби таква идеја затоа што ги сакаш илдиво и како дојде моментот кога ги најде двајцата останати мускетари од друштвово? Па знаете како, ние уствари се познаваме долги години, мислам. Сите имаме средно музичко образование, со Кристијан се знаеме уште од средношколските денови, нели? Со Дејан се знаеме од опера и балет. Така да може некој да надополни. Еве, Кристијан. Тука сме малку различни, што он факултетот го заврши во Бугарија, Република Бугарија. Јас и Дејан завршивме тука на факултет во Македонија, во Скопје. Така да јас и Дејан тука малку се познаваме, малку од повеќе. Но Дарко дојде да не спои тројцата. Овој ве спои, најмалиот ве спои. Така. Кажи ми, Дејан, и добро го направивте триово, имате уникатна изведба, тоа го кажав неколку пати. Што ви беше целта? Сакавте да покажете нешто поинако од цело што се случува на македонскава естрада, но имате своја некоја цел, значи имате некоја своја визија по која насока ќе се движиме? Значи, најпрво, идејата беше, значи, да ја пополниме онаа празнина на македонската естрада. Значи, ние имаме, не знам, ваква или онаква музика, меѓутоа немаме ваква баш. Значи, немаме ваква поп-класична музика, нема вакво трио и ете така, се потрудивме да го направиме тоа. И тоа беше првенствено идејата, а целта е да обстоиме што подолго, имаме план да траеме долго, имаме план да го правиме ова, дај Боже, уште многу години. И ете така, да чиниме убави задоволства на луѓето. Имате ли простор каде да настапувате? Затоа што сте специфични. Знаеме, ние живееме во малку една балканска средина, каде што се нели некако балканскиот вкус веќе ни е познат. Иако сте нели атрактивни и специфични, има ли доволно места каде што можете да настапувате? Дали имате покани, например, можеби не само во земја, ами надвор некаде, затоа што сте универзална, тоа е некоја музика која што целиот свет ја разбира. Така бар јас. Тоа е целта наша, како што неколку пати го има Дејан кажа на тоа, значи оваа музика ја дадаме ни секаде низ Македонија, во секој град. Значи до сега сме биле на повеќе места, но нашата цел е да идеме секаде, каде што повторно добиваме покана, повторно да бидеме гости. Добро, тоа е веќе знак. Значи, тоа е добар знак, дека нашата музика ја прифаќаат. Многу добро, како што кажавте, сепак сме Балкан, но не значи дека не знаеме што е тоа добра музика. Дефинитивно. И големо благодарам официјално, вака сакам да кажам, до сите до сега што не имаат слушано на нашите настапи. И се гледаме повторно, набрзо со нови композиции. Да, тие се волни да настапуваат и сигурно ви е потребна таа енергија од публиката. Ние имаме едно мото, култура во секој град. Браво, убаво, ми се свиѓа. Буквално се трудиме тоа да го направиме, да отидеме низ цела оваа наша држава, низ секој еден град и да покажеме малку една поинаква музика. Значи не може секој да дојде во македонска опера и балет да гледа оперска представа, да гледа концерт и да слуша, нели, воедно. Меѓутоа, еве, ова е некој некое меко остварување на тој жанр. Така да мислиме дека преку ова е една одскочна даска према класиката, така некако може
да го објасниме тоа. И како комерцијална варијанта. Така е, примамлива за уво. на класиката. Ајде сега прашање за сите тројца, зошто ја одбравте класиката? Таа не одбра нас. Таа ве одбра вас. Да. Сигурно пеете од најмали нозе, талентот се покажува сигурно што од најраното детство. Зашто се определивте токму, нели? Сега во поново време Дарко и може би имал и за постарите генерации, не знам, но имал сигурно можност да учи, да речеме, и поп пење, и модерно пење, но зошто ја одбра класикава? Заради гласот и бојата на гласот. Од сам почеток некако... Некако сам си се најде таму. Да, Природно знаете беше. како, да, имав среќа да многу порано мутирам со гласот. Аха, да, и тоа е природен момент кај машката, Да. така е. И таа рана мутација некако Сама определи каде апсолутно треба да се да, движиш. го имав гласот и не знам, ми беше интересно. Интересно, ми беше нешто ново беше за мене, бидејќи нели растен сум во Македонија. Па да, знаете заради како тоа. задоени сме ние со македонска традиционална музика, опера, дома никогаш не сме слушале. Но ете во средна школа музичко кога се запишав, некако така почнав и опера, додам на опера, така ме повлече едноставно. Едноставно се роди нешто, Кристијан? Слична е твојата Се приказна? поразлично, ако не е доста спротивно, Добро. но не значи ништо тоа. Значи, ке мене мојот родител исто така работи во Македонска опера и балет. И јас сум заден, како што ви рекол он, со одење на представи, на спремање на представите, кој што е многу поинтересен дел, секако морам да кажам, на дружбата, значи на режиски проби, на испициенти, на паузи, убави моменти во операта, така да секој ќоше го знам во операта. Од малецок сум тамо и не ми било никој пат значи да одам, не ми било никој пат да продолжам понатаму и некој да ме терал такво нешто. Сепак тоа јас сам го имам одлучено, затоа што во музиката ми е се моментално и гледам со други очи. Така е. Дејан? Па јас секогаш кажувам дека пеењето мене ме најде, ја не го најдов пеењето. Добро, кога никогаш. беше мал, слушаше класика дома? Што Па се не, слуша класика кога... не. Значи мојата мајка е пеач, не е оперски пеач, него е пеач беше на народни песни, веќе не се бави повеќе со тоа. Така да од секогаш музиката била присутна во нашиот дом. Па и класика, и староградска песна, во секој случај квалитетна музика. Никогаш не сме слушале нешто лошо. Така да, веројатно, од таму е таа култура на слушање на убава музика, а оперското пеење конкретно дојде многу подоцна кај мене. Ја средно училиште учев кларинет, значи завршив кларинет, па сосема нешто поинаку. Меѓутоа, ете така, почна со, не знам, одење на хорови, радиохор, хорот Мирче Ацев, хорот при Соборната црква Свети Климент Охридски, хорот во Македонска опера и балет, потоа солист, неминовно беше запишувањето, преориентирувањето кон оперското пеење на факултетот за музичка уметност. Па и магистратура потоа и цел живот е околу песната. Момци, барали многу откажувања, барали многу жртви вашата професија? Затоа што сепак е поврзана и со физичката подготвеност, нели, на гласот, телото. Имаше ли работи во животот од кои што моравте да се откажете за да, нели, го постигнете тоа што го правите денеска? Па Да јас- имате добар глас, да бидете во форма и така натаму. Така да, јас искрено сметам дека тоа е психолошки момент до самата индивидуа. Може би на некој навистина му пречат газирани напитки, алкохоли, но јас сметам дека тоа целото е психолошки момент и дека може и со тоа. Не знам Испробано другите кај тебе, како нема мислат. проблем. Па еве, мислам, се гледа. Да, добро. Кога сме веќе, ајде, добре ми дојдовте. Добре ве најдовме. Некаква малку Здраве. дегресија на муабетот. Добро, управо е Дарко. Но не значи дека не правиме ние, например, некој карантин, како што ви го нарекол. Јас пред некои нешто големи слично тоа кај настани... спортисти, бе? Така, значи знаеме и ние тоа да го правиме. Да се откажеме, зависи од настана, зависи од неколку недели унапред да внимаваме што пиеме, што јадеме, спиење доволно,
нервоза помалку, така. Возможно ли е тоа денеска? Да се трудиме и гледаме да не нервира другите, или ако нервира некој се тргаме од него. Браво. Тоа е добро мото. Добар начин. Ја на ова само би го надополнил Дарко. Значи е вака како поискусен, нели, според годиниве. Да, ти вака како најискусен, така е, имаш право на Значи, тоа. тоа многу тоа мото држи до некои определени години. Аха, добро. Значи понатаму и те како Се остава траги. Значи сето на излегување, сето на задимени простори, силно зборување, разговарање и сето тоа и те како остава траги. Така да не е баш така едноставно. Значи нашиот живот е едноставно таков. Да. Тоа е еден животен стил кој што сме го прифатиле да биде таков, ако сакаме да сме тоа кое што сме. Така да веќе не ни приметуваме дека ние, не знам, вечерва не треба, не знам, да збориме силно, дека треба да шепкаме или дека ова никогаш не било проблем, ете и на настапи и на сето тоа, чак меѓутоа легнување касно, пиење газирано, не знам, цигари, тоа е веќе. Добро, вие сте професионалци и тоа така треба да биде. А затоа што уште кога се договаравме за вашето гостување во емисијата, јас напоменав дека сакам максимално да ве искористам во однос на настапувањето ваше во емисијава музичко. Не знам што е следно, нема да ве прашам што е следно, сигурно ќе уживаме и ние и гледачите. И комплетно се вклопувате во целава боемска атмосфера на улица Македонија. Ајде, Многу ни е момци. пријатно, супер ни е. Драго ми е што е тоа така. Да уживаме. Ајде. Дай ми, Боже, сила небесна, да се кренам, да се извишам, како звезда јас да огрям, химна да му запеам. Дай ми, Боже, сила небесна, да се кренам, да се извишам, како звезда јас да огреам, химна да му запеам. Нека расне, о Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека бие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не сме ние. Нека расне, о Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека бие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не сме ние. Дай ми, Боже, љубов ангелска, плодно семе јас да посејам, да се роди жито медено, вино зрело светено. Нека расне, о Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека пие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не сме ние.
момци, респект. И сега кога ја слушав оваа ваша изведба на молитва од Виолета Томовска, сакав и се прашувам како го бирате репертоарот, затоа што ова е нешто несекојдневно. За она што го слушнавме како прва ваша изведба и некако беше логично, но како ги бирате песните? Пак малиот умеша прсти? Пак малиот, да. Ајде, Павле Дарко. Малиот е виновен за се. Обично заедно го бираме репертоарот, се договараме кои песни да бидат, меѓутоа задолжен за аранжманите, за вокалниот дел од аранжманите сум јас. Јас ги правам, значи, и трите гласа, за да се тоа да звучи вака како што звучи. Се надевам дека не е лошо. Но секако мораме да ја поздравиме и Елена, вашата пратња на пијано, затоа што сето ова треба некој да го склопи и убаво да ве испрати. Апсолутно. Поздрав до мајстра Бакнеш Силјана. за Елена. Она ќе се врати подоцна пак со нас. Навистина убава изведба, навистина нешто сосема различно и ги враќате песните, некако ги правите да бидат по-долгорочни. Ние имаме толкова и песни, македонскиот фолклор е преубав, па и забавната музика имаме навистина голема традиција, но некако забораваме да се враќаме на нив. Добра идеја, момци. Благодарам. Браво, одлично. Сега, ајде сега како школски со Кристијан да продолжам. Си замислуваше дека ќе работиш во некој вакво трио? Или секогаш сакаш да бидеш соло играч? Не. Сакав да работам вакво трио, многу ми исполнува, премногу ми исполнува. Може да се види тој во изведбата, морам да признам. Да, тоа се гледа, таа енергија се чувствува дефинитивно. Така да, убаво е чувството и кога пееме соло, но ова е нешто посебно. Ова не може да се опише. Хармониите кои ги слушнеме меѓу тројцата, значи кои ќе се слушнат тие хармонии, ми ја исполнува душата. И не само на мене, се надевам и на публиката и на луѓето што не пратат и што ќе слушнат сега за нас и што ќе продолжат Да ве сакаат, да ве обожаваат, така. да бидат ваши фанови. да не конзумираат. Така е. Дејан, важно е да постои пријателска енергија меѓу вакво нешто, дали е група, дали е трио, дали е... Колку е битно да приватно бидете пријатели, за да на сцена имате таква енергија? Моето мислење е дека треба да има. Дека треба да има пријателство, дека треба да има блискост. И дека тоа се чувствува и во пеењето. Понатаму. Не знам, јас не можам, барем јас немам такво искуство да сега ние бидеме, не знам, ете, например, тројца некои пејачи кои што воопшто не се дружат, кои што живеат во различни средини, кои што би се нашле само на настапи. Не знам Така. како би изгледало тоа. Ние сме по цел ден заедно. Ако не сме заедно, тога сме на телефон, на не знам што, на социјални мрежи, така да буквално знаеме секој кој што мисли во текот на денот, а камо ли на настап. Затоа и полесно дишеме на настапи, затоа и не треба толку проби за да звучи нешто како што звучи. Може би го правиме тоа за да немаме проби. Можно е. А колку траат обично пробиве кога спремате, например, нова песна? Пробите Ти за зависи. 4 часа. Ако Да? спрема француски корасани, ти 3 дена се спрема, морам да кажам. Така ли беше? Добро. Така да знаеме да се најдеме, не значи проба дека треба да пееме само. Може да пробаме нешто што ќе звуготви. И тоа, добро, супер, браво. Или нешто да ни стигне од некој град, нешто. Аха, добро, да се добро. експлоатира. И се ето тоа. Па заборавате на пробава. Да, но имаме и проби. Ето затоа требаат пробите. Добро, супер, па добро. Тоа е дел од како тимбилдингот. Ја го слушам. Така е, така. Да не Никош се на крај се пее. што не го правиме тоа често. Знаете да се наљутите меѓу себе, зборувам конкретно за работава. Ај ова не вака, не ти требаше така. Ај ова, знаете да се надмудрувате, зборувам позитивно. Не. За работата увек наоѓаме заеднички јазик. Така знаеме ја и Кристијан да се Не, закашне. тоа не е карање. Тоа не е карање, тоа е доброто за групата. Да, нешто Така како би го нарекол јас. Позитивно и карање. така треба. Да, Зашто ако се е фино, ако се е убаво Нели? од надвор, нели, неприродно. Не, ама секогаш успеваме да најдеме заеднички јазик за било што. На крај наоѓаме така. Добро. Се надевам дека ќе си ја одржувате оваа енергија така како што е и како што треба да биде и затоа што обично нели во групи, во дуо, трио, како и да е, често пати се појавуваат различни суети, различни моменти кои што можат да ја нарушат таа една убава позитивна енергија.
се претпоставам дека добро се справувате со тоа до сега. Не постои меѓу нас. Суета Не сме не постои. размислували. Завист нема зошто, Мислам, и тројцата сме многу посебни индивидуи, така да наоѓаме заедничка комуникација. Како се справувате со домашните уврски? Дејан и Кристијан се веќе во брак, имаат и своји семејства. Дарко се уште не, Дарко гледа лево десно, вика најмлад сум, рано ми е се уште. Успевате да ги усогласите домашните уврски со сето она што се вика професија, нели, пејач и трио и... Затоа што вашата професија не е од 8 до 4, да се разбереме. Да. Ете, функционираме. Кратко и јасно, не прашувај како, не прашувај зошто, важно функционираме. Во се има жртва, па ете и во оваа работа. Некогаш е жртва некоја проба, некогаш е жртва фамилијата заради таа проба и тоа е повторно доаѓаме до она меѓусебно почитување и меѓусебно жртвување за доброто на другиот. Имате своја омилена представа по која што би сакале да бидете, а не сте биле до сега? Имате некоја роља која што ви е онака wish, желба? Најмило ни беше, еве Дарко нека каже. Ајде. Па, заедно тројцата настапуваме во операта Турандот. Ние сме трите министри, Пинг, Панг и Понг. Сакам само да надополнам дека Турандот мене ми е омилена представа и главната улогата на Калав би сакал некој ден да ја испеам, нели, но сметам дека се уште е многу рано за нејза. Па добро, има, времето е пред тебе. Апсолутно се надевам, дека еден ден ќе биде и тоа. Меѓутоа, тројцата, еве, веќе таа е на постоечкиот репертоар во македонската опера и балет, настапуваме суперни. Добро. Вие, момци? Па исто. Еве, моментално иде фотографија таа представа со познатиот режисер Делмонако. Ова е обновата на Турандот која што се случи за време на мајските, тоест пред мајските. Пред мајските. На 25 март минатата година беше премиерата и обновата воено на режисерот Джанкарло Дел Монако, кој што е син на големиот светски тенор Марио Дел Монако. Така. Ова е пред обновата. Да, кога ја учев уште. Имавте свои идоли од детството, од светските гласови, класичната музика, на кој што сакавте да лекувате, имитиравте нешто, некоја техника, нешто. Ајде, добро, мене од секогаш ми бил драг, например, Марио Ланца. Значи, тој е тенорот кој што кога, ако сега би пеел, во ова време, веројатно би го правил ова што ние го правиме. Значи, он бил познат по тоа излегување надвор од оперскиот репертоар и пеење малку поинакво. Бил на ниво на рок звезда сегашна, тогаш, кога он бил пеел, поп музика, исполнувал оние песни, не знам, кои што не биле карактеристични за еден оперски тенор. Така да он ми е така еден урнек на стил на пеење. Кристијан? Ја моментално, значи, во ЕК е Хоростовски Русина, баритон светски, кој што е прекрасен како човек. Имавме прилика да настапуваме заедно, јас да бидам дел од хорот за Охридско лето на отварање пред 2 години, ако не се лажам. Така да имав, можев да го запознам во живо и човекот беше многу едноставена, многу голема светска зверка. Дарко, имаше своја омилена звезда од детството, кога станува збор за класична музика? Па, најпрво, кога почнав, нели, да влагам во светот на класичната музика, тогаш беа актуелни трите тенори. И секако од нив број еден ми беше не Павароти, туку Пласидо Доминго. Но со тек на времето, нели, како созревав, од технички аспект, број еден ми е Дарио Франко Корели. Значи, тој ми е врв што може да биде меѓу познатите светски тенори, би рекол. И мислите ли дека имаме доволно свест за стилот на музика кој што го одбравте вие? Има ли Македонија доволно публика за класичната музика, за класичната уметност?
Се цени ли доволно? Се ценат ли доволно нашите уметници? Па, Ајде сега да ве видам. Најмудро дека. Сега Па, политички не, нешто ќе се незгодно одговори. прашање, значи како и да се одговори е, ние толку и не размислуваме на тоа. Значи, секој оној кој што сака да чуе ваков тип на музика, ете, ќе не чуе нас на нашите концерти. Прифатено е убаво, до она ние што досега го презентираме е прифатено како што треба, така да не знам колку е голема заинтересираност. Но е зголемен. Во последно Затоа време е сте и зголемена, вие мора да тука, се да. признае, да, сме биле ети во публика сме биле или гледаме како идат луѓето на представи, Да, така да зголемена е. Во последниот период, изминативе 2-3 години, посетеноста во македонската опера и балет е на многу повисоко ниво отколку што беше претходно. Морам да напоменам тука околу публиката, значи таа работа треба да се фати од многу порано. Значи затоа македонската опера и балет во изминатиот период започна со едни циклуси на детски оперски представи. Кои што ете сега јас сум вклучен директно во нив, кои што ги играме секој буквално викенд и кои што се преполни постојано. Така да тоа е нашата идна публика. Ако досега нешто се пропуштило, значи ја прона прашањево, нели? Ако досега некој пропуштил ете од таа измината некоја генерација, мислам дека новите генерации кои што доаѓаат ќе бидат многу пообучени ете за слушање на оваа И музика. посвесни за таа музика Апсолутно. и да им се Да. прошируваат некако видиците и да им се поедуцирани се. дига критериумот за вкус Така е. за музика. Да. Добро, момци, јас предлагам повторно да слушнеме нешто што спремивте. Со задоволство. Затоа што сигурно сум дека и гледачите на улица Македонија многу повеќе сакаат да ве гледаат во тоа издание таму кога звучите преубаво. Ајде. Ајде да ве чуеме. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la voce tua manca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, la mia nonna d'allora. Oggi la tua è stata bianca, io voglio stringere il cor. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più.
cuore, forse non so sono più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Момци, патувате ли надвор од Македонија, настапувате ли? Знам дека имате добиена награда. Имате голем потенцијал, тоа сигурно и понатаму ќе продолжи така. Имате некоја желба каде би сакале да настапувате надвор од Македонија? Ајде, Анти, како бака највозрасен, најискусен? Желбите, што вика Кристијан, се големи, значи за сцените надвор од Македонија, со Господ напред. Значи да не најавуваме ништо посебно, имаме некои планови, имаме некои преговори, еднаш мислам дека веќе го имаме ова кажано, така да со Господ напред. Добро, ма може да се пофалиш за тоа што веќе го имате добиено како награда. А добро, ете, за првата награда за професионалност и оригиналност, која што ја добивме на Балканската романсијада во организација на нашата маестра Елена Силјановска, која што е представник на таа руска романсијада на ниво на Балканот, конкретно и во Македонија. Таму настапивме со триото и ја земавме таа награда. Награда за професионалност и оригиналност. Настапувавте на Макфест минатата година. Така, пробавте малку во оваа поп-комерцијална поп-музика. Имате идеи, например, да правите нешто конкретно авторско во тој правец? Па имаме идеи, имаме планови, големи планови, значи целта ни е таа да направиме не само нели во моментов работиме повеќе со кавери, но целта ни е да направиме македонски авторски песни кои што ќе бидат во овој жарн поп класика. Сакаме да оставиме нешто ете и за нас авторско. Сега здравје Боже. Ќе се најде ли сега некој јунак така да направи нешто за вас? Па, затоа што е многу специфично. Апсолутно специфично е, да. Отворени сме за соработка. Така да слободно нека се јават сите. Така е, композиторите малку да ги исчистат ушите ако не слушнаа до сега. Добре, имаме добри композитори што така е, но малку да се ангажираат затоа што штете да се пропушти вакво нешто уникатно. Момци, што ве релаксира во онака слободно време, кога не слушате класика, кога не вежбате песни, кога не спремате представа, освен што ги јаете круасаните на Дарко? Дали може бива вас останатива нешто за кулинарски работи, пошто сте веќе со фамилија, де? А добро, и ја уживам во кујна со готвењето, да, апсолутно. Ете, тоа е баш една од тие работи кои што многу што е нормално, дружбата со фамилијата, со сопругата, со керките, тоа се едни од најубавите моменти во животот. Така е. Рековте дека ти свириш хармоника? Па порано на времето. Тој свири кларинет. Кристијан свири гитара, значи ако случајно не дај Боже не ве бидне во поп класикава, по невеста ќе одиме? Обавезно. одиме. Добре, јас се надевам дека никогаш нема да се случи тоа, затоа што ова што го правите на вистина извонредно. Случи може да го направиме тоа, али за кејф. така. Ако ќе одите по надарко невестата. Не. Може. Оставаме на Дарко да одлучи како сакам да продолжи животот, така нека. Ние сме поддршка. Така е. Момци, јас не знам што да кажам повеќе, навистина ужива и гледачите на улица Македонија во ова што ни го приредивте тука, затоа што идејата беше на почетокот од кога ве поканив да ве видиме повеќе со музицирањево, да не правиме многу долги муабети. Навистина ни беше чест што поминавте низ улица Македонија, затоа што ненамерно ве поканивме да учествувате. За нас беше исто така задоволство и чест. Јас ви посакувам, затоа што знам дека сите пејачи сакаат аплаузи, јас ви посакувам многу аплаузи и посакувам полни сали концертни, да си ги одиграте улогите од представите за кои што сонувате
и да ве гледаме и да се гордееме со вас, па како што постигна успех Илдиво, зашто да не? Благодариме на поканата, се надеваме повторно ќе бидеме гости во вашата Сигурно емисија. ќе биде. До гледачите може слободно да не пратат на нашата официјална страна Трио Джентлмен. Добро, да не заборавам, тоа ми Така. напомена, да, така е, да ја посетат вашата Facebook страна Трио Джентлмен, да се информираат за се што ново Така. ќе работите, каде настапувате и така натаму. Благодарим уште днешка на поканата. Ми беше задоволство. Благодариме за честитките и од твоја уста во Божи уши. Дај Боже така да биде, јас верувам во се она што го работите и се надевам дека светот ќе доправа ќе чуе за вас, а ние ќе се гордееме дека сте ни од Македонија. Така За крај завршуваме со нешто многу интересно. Нешто во чест на Елена. Една руска Тоа романса. може да се каже. Јас мислам дека убаво би било сега сите заедно да се придвижиме кон Елена и јас да уживам вие да работите што ви рекла Елена, а таа да ве прати. Ајде, Ајде, со задоволство. Очи пламени и манятани страни дальние, где царит покой, где царит любовь, где страдания нет, где вражды запрет. Не встречал бы вас, не любит бы так, я бы прожил жизнь, улыбаючись. Вы скупили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Драги мои, вие гледавте Лица Македонија, тоа се прекрасните Трио Джентлмен и Елена.